Добар ден, криптоентузијасти, многу битен ден на нашиот канал. Денеска за прв пат ќе ви ја представиме нашата веб страна, нашиот CryptoGameidea блог, како и нормално како би изгледала самата телевизија која што работиме моментално да биде пуштена. Официјално на 15 април. Тоа е единствениот дел кој што денеска нема да биде достапен за нашата Patreon заедница, додека веб страната и блогот ќе ви ги представиме во денешното видео. И истите ќе бидат достапни за секој еден член на нашата Patreon заедница во тест фаза, да може заедно со нас да ги провери, да почне да ги користи и да ни каже доколку има некои работи кои што потенцијално сме ги пропуштиле, некоја нефункционалност, грешка и така натаму. Со тоа што прво би сакал овдека да земам еден момент и да се заблагодарам на нашиот програмер, кој што направи сето ова да биде возможно, значи направи сето ова што гледате моментално да биде достапно за македонскиот народ на македонски јазик. Посебно кога станува збор за блогот, но чекор по чекор ги стигнеме и таму. Првата работа која што мора да напоменеме за самата страна е дека почетна и за нас овие два табови се уствари интродукција на некој начин, нели, објаснување за тоа кои сме ние, што работиме, која е поентата на нашата работа и се што би требало, нели, да знаете конкретно за нашиот канал. Со тоа што првата најбитна работа која што дефинитивно треба да знаете е овој распоред на нашите содржини, кој што овде ќе може да го најдете со линк до нашиот блог и нормално со линк до видеото, односно лайвстримот кој што припаѓа на оваа содржина. Затоа малку подоцна кога ќе го разгледуваме блогот, затоа што овие линкови ве носат директно до блогот. Понатаму ако продолжиме, ќе видите вести кои што исто така се дел од блогот, што значи дека истите ќе може да ги најдете најновите вести и на самата веб страна. Веб страната представува централна единица од која што ќе бидат поврзани сите елементи на нашиот канал, вклучувајќи го блогот, телевизиската станица, нормално, а подоцна и нормално форумот на кој што работиме, да го замени Patreon, со сите подобрувања кои што ги бараше нашата заедница. Сега, конкретна работа која што највеќе би била потребна моментално на нашата веб страна, после телевизиската станица, која што ќе биде, како што кажавме, официјално пуштена на 15 април, е видео едукација. Овдека може на овој search engine да ги најдете сите видеа кои што досега сме ги направиле на нашиот канал, зборувам за видеата, нормално не за шортовите, со тоа што ќе може да ги класифицирате во однос на тоа дали е по азбучен ред, најстари, најнови, нормално, ова е најосновниот начин на кој што ги класифицираме, додека овдека ги имате и засебно сите плейлисти. Значи не морате да ги барате на YouTube, можете директно да ги гледате овде. Пример, да речеме дека вие сте почетник и сакате да почнете од почетничкиот курс за технички фундаментална анализа. Ова се првите видеа каде што може да ги подредите од најстаро кон најново и да почнете буквално од првите материјали кои што сте ги гледале, кои што треба да ги гледате на нашиот канал. Интересен момент е тоа што доколку отворите било кој од овие, не ве носи на YouTube, туку го гледате директно на нашата страна. Добар ден на сите криптои. Откако ќе почнете да ги гледате овие видеа, ви става стикер гледано. На тој начин знаете до каде сте стигнале и каде треба да продолжите следен пат кога ќе бидете на нашата страна и нормално може да ставите, ако некои видеа ви се доста битни, да ги класифицирате како омилени, кои што подоцна може нормално да ги најдете засебно на оваа страна, затоа што веќе сте ги класифицирале како омилени за вас. Нормално и гледани да видите што до сега сте поминале на нашиот канал. Значи на некој начин ќе можете директно на нашата страна да следите оваа програма со така речено bookmarks, за да знаете до каде сте стигнале, кои се најбитните видеа кои што вас ви се допаѓаат на нашиот канал, за да може многу лесно да ги најдете и нормално ова на секој од вашите компјутери или телефони ќе биде зачувано и во секој момент кога ќе отворите нашата веб страна ќе може да ги погледнете. Овдека нормално е и телевизиската станица. Како што кажавме, идејата на телевизиската станица е да имаме практично фид од сите наши најбитни видеа до сега, а во текот, тоа е во нокните часови би рекол, највеќе овдека станува збор за почетниот и напредниот курс за техничка и фундаментална анализа. Стримот ќе биде достапен на 15 април, каде што преку ова би рекол далински управувач ќе може да ги контролирате нормално сите основни функции, а нормално ова представува практично и YouTube верзија на нашиот канал, каде што лајвстримот ќе може да го гледате во живо. И пак ќе напоменам, најбитните, најновите видеа постојано ќе се емитуваат на ова наша би рекол прва на Балканот финансиска телевизија, финансиски медиум. Сега овдека нормално пред да преминеме на блогот, кој што би рекол до сега е најбитниот дел, може да најдете директни контакти за нас, каде што или овдека може да ги најдете сите досегашни мрежи и канали на кои што се наоѓаат нашите содржини, како и нормално во делот со контакт може да ги најдете сите овие досегашни канали и нормално социјални мрежи.
а на самото дно имате директен мејл до нас, каде што може во било кое време да ни испратите порака која што ние добиваме на нашата мејл служба. Така да, ова е се околу делот нормално со страницата. Исто така не заборавајте да ќе сте достапна во мобилна верзија, која што ќе биде своевидно како апликација, која што ќе може да ја најдете на вашиот телефон, многу едноставно да ја превземете. Со тоа што сега би сакал да ви го покажам блогот кој што е многу битен и верувам дека ова ќе биде така речено и најбитната работа која што моментално може да ја најдете на нашиот канал, би рекол на нашата веб страна, а тоа е блогот Криптогемиџија. Зошто е толку битно? Затоа што во овој блог ќе може да ги најдете сите најнови вести кои што за нас нормално ги подготви, односно за нас и нашата македонска публика, програмерот успеа да направи посебен тип на AI модел, чија што работа е да ги превзема најбитните вести од страни кои што ние веќе ги имаме подготвено за овој AI модел и истите да ги преведува, но не само да ги преведува, туку и да ги сумира, со тоа што ќе може да дојдете сумирана верзија на сите овие вести во така наречени блокови. Односно, ова што гледате овдека моментално е на секој час и половина добивате блок прво за блокчейн вести, а потоа за макроекономија и геополитика. За тоа што е како би изгледало потенцијално било кој од овие блокови има, како што може да забележите, сума, значи ова е така речено сумирано содржина за тоа кои битни категории моментално се опфатени, со тоа што може во било кое време да одберете било кој од овие категории и да ги видите најбитните вести во истата. Ова е така речено сумираната содржина на целата вест која што може да отворите на овој линк овде, во англиска верзија нормално, а сите овие вести во краток, би рекол сумиран статус се направени од нашиот AI модел со цел да ви заштедат време. Ова што гледате овдека, оваа жолта, црвена и зелена точка представува каков тип на вест станува збор, дали е тоа неутрална, булиш или бериш вест. И нормално на крајот на овие блокови имате многу интересен момент каде што ви дава генерален заклучок за тоа каков е денешниот сентимент на пазарот во однос на вестите кои што досега ги има најдено самиот модел и ви дава заклучоци и трендови во однос на вестите кои што досега ги погледнал. Значи зборуваме, AI моделот го прави ова за вас. Овие вести во исто време може да ги споделите на било која од платформите, каде што може да забележите дека веќе имаме направено линк директно до истите, заедно со копирај линк доколку сакате да го пратите само линкот, да ги испечатите, да направите букмарк на вашата страна и нормално да ставите лайк доколку истите ви се допаѓаат. Тоа е нормално фонт, поголем или помал, и нормално се враќате на врвот на истата страна. Од десна страна, како што може да забележите, уште на самиот почеток имате Fear and Greed Index, кој што нормално е направен со цел да видите постојано каква е ситуацијата на пазарот моментално и конкретно околу вестите, како што може да забележите, исто така имате посебен систем на филтрација, доколку ви интересираат само блокчейн вести, геополитика, макроекономија, во однос на тагови, може да ги барате, како што може да забележите се што е поврзано со конкретен таг, на пример сакате да гледате само за блокчейн, нормално ќе ви ги најде оние кои што се исклучиво со блокчейн вести во себе си, кои што имаат блокчейн категорија. Нормално постари, понови, значи апсолутно се тоа што може да погледнете овдека е направено со цел да имате целосен преглед врз нормално вестите и да го барате точно она што вас ви одговара и вас ви се допаѓа. Нормално ова што гледате овдека звоно е направено со цел да можете да добивате известување кога имаме нов блок на вести и кога имаме нови, би рекол, интересни содржини на самиот блок. Нормално истото може да го направите и на вашиот телефон и на вашиот лаптоп, да дадете дозвола за нормално да практично добиете практично следење на нашата страна и да добивате постојано push нотификации. Овдека може да видите дека постојано имаме фид на сите цени во моментот и какво е движењето на истите во текот на денешниот ден. Сега доаѓаме до еден интересен момент, а тоа е календарот. Во календарот не е поврзан со неколку различни служби, каде што може да најдете за најразлични проекти, најразлични случувања во светот, би рекол, нели, соодветен датум и што точно се случува. Со тоа што овдека го имате на месечно ниво, а истото може да го прегледате и на листа, каде што ќе може да ги видите еден по друг точно како доаѓаат самите датуми. Нормално, овдека се и нашите настани, како што веќе спомнавме, значи откако ќе го отворите ви дава за колку време ќе биде, ова е нормално вечерниот лајвстрим во 10 часот, со линк до лајвстримот директно на нашата страна.
Нормално може да направите подсетиме, ова е она нотификација која што спомнавме за да добиете известување, да не го заборавите нашиот лайвстрим, да го ставите на вашиот Google календар, да го споделите, како што веќе кажавме, на најразлични платформи. И ако се вратиме назад, значи ќе добиете практично сега ова е само за нашите нормално содржини. Овдека би сакал да ви покажам како изгледа за останатите содржини, односно како изгледа кога прегледувате некој настан кој што го добиваме од надворешни би рекол нели служби. Еве овдека прост пример, значи Шангај Meetup во Кина, каде што може да отидете да го погледнете настанот и овдека имате линк до официјалниот настан и нормално се што треба да знаете за истиот, без разлика дали е Meetup, дали е Airdrop, значи апсолутно се ќе може да најдете на нашиот календар, со тоа што повторно може да ги класифицирате според тоа за каков тип на настан станува збор. Прост пример, да видиме моментално, само да видам дали имаме нешто поинтересно, тип на евент. Еве, на пример, овдека ќе погледнеме што се случува околу DAO и ќе ни ги даде сите настани кои што се поврзани со било каков тип на DAO, како што може да забележите. Еве, на пример, ќе погледнеме ICOs, дали има некакви ICOs, нема, ICOs нема моментално. Форкови, еве да видиме дали има некакви форкови моментално, кој за BE па и тоа нема моментално. Она што дефинитивно секогаш има се airdropovi, да видиме дали моментално има некакви airdropovi. Изгледа немаме во текот на овој период. Burning можеби. Имаме burning, гледате, значи буквално и класифицира во однос на тоа каков тип на случување имаме. Еве, announcement исто така нема, но сакам да ви покажам дека на тој начин може да барате точно тоа што ви интересира. Еве, конференции, погледнете колку конференции има моментално и тоа истите се кој што може да забележите со различна боја. Пак ќе напоменам, секоја од овие нормално ќе може да ги најдете засебно, на било кој од овие ќе може да добиете детали за настанот конкретно на овој линк и на тој начин ќе може да видите за што станува збор. Оваа категорија блокчейн наскоро ќе биде нормално со цел да можеме да додаваме исклучиво блокчейн вести, значи наскоро ќе го добиете и тоа. Овде како што може да забележите ви ги дава најскорите настани заедно со анкетите, тоа е следната категорија која што треба да ја образложиме, а тоа е Гласај. На Гласај табот ќе може да учествувате во одлучување за најновите анкети кои што сме ги поставиле како за нашата програма, така и за нашиот канал. Моментално овде имаме само 2, но наскоро очекуваме да имаме уште повеќе и на тој начин да имаме целосно демократски начин на одлучување на нашата заедница. Тоа е практично се што моментално треба да знаете за, би рекол, нашиот блог и нашата веб страна, со тоа што овдека само на кратко првенствено би ве замолил доколку сте дел од нашата Patreon заедница и денеска веќе ви е достапен практично нели нашиот блог и нашата веб страна на категоријата правила и објави од админите. Има посебен пост, така наречен Gamigia 2.0, каде што ве замолуваме да не ги доставите сите грешки кои што ќе ги најдете на блогот и на веб страната и на тој начин програмерот ќе го следи конкретно овој фид и ќе може истите да ги елиминира. Доколку не сте, би ве замолиле да станете дел од нашата Patreon заедница, на тој начин како што гледате и сами да добивате привилегии од типот на пристап до нашиот блог и веб страна, уште пред остатокот заедницата да биде дел истата. Нормално ова е само почеток. Од друга страна, знаете дека за оваа мала финансиска поддршка која што ни ја давате со цел да можеме да продолжиме со едукација на македонскиот народ, добивате и други нормално привилегии, како што се првенствено добивате пристап до сите наши офлайн направени материјали. Прво вие, потоа ги објавуваме на нашиот канал, потоа имате месечна лайвстрим сесија на која што одговараме на сите ваши прашања, исклучиво за Patreon заедницата, а потоа објавуваме на нормално целиот на нашиот канал. Дополнително имате директно пораки до нас, кои што ги одговараме еднаш дневно и пристап до чатовите на кои што нормално можете да разговарате со секој од нашите членови, да споделите со нас ваша анализа, информации, значи овдека сме да градиме заедница заедно. Дополнително, доколку сакате, може да го направите вашето членство и на годишно ниво, со тоа што првенствено ќе добиете 30% попуст за разлика од цената која што би ја платили директно на Patreon. Ова се сумите ќе може нормално да ни доставите така речено на блокчейн адреса по ваш избор. Само напишете ни сега, за сега ова наскоро ќе ви ја променете на cryptogamigia@gmail.com која блокчейн адреса, која криптовалута ви одговара, а ние на истата ќе ви вратиме линк за годишна претплата на нашата Patreon заедница. Благодарам на сите, се надевам дека уживате, како што кажеме, ова е само почеток, Gamigia 2.0 е само
првиот апдейт на нашиот канал во нешто подобро за целата македонска заедница, така да очекувате наскоро уште повеќе. На 15 април нормално почнуваме со нашата телевизија и блокчейн, нормално самиот блог и самата веб страна ќе бидат достапни за целата наша заедница. Така да ви благодарам, се гледаме во вечерниот лајвстрим и поздрав од Криптогемиџија и од топлата Малта.